Граѓаните од Западно-Балканска Македонија со плати од 3-400 евра се соочуваат со западноевропски цени на основните прехранбени артикли, од кои најголем број се движат помеѓу 1 и 2 евра, иако разликата во платите е 1500 до 2000 евра. Например, во Хрватска со над 1000 евра плата зејтинот чини 2,1 евро, брашното, млекото и шеќерот по 1 евро. Единствено свинското месо во оваа земја на Јадранот чини фантастични 25 евра за кило, ама како тргнало со свинската чума и уништувањето на свињите, може да се очекува наскоро и кај нас да стане луксус. Соцедна Србија важи за земја во која цените на основните прехранбени производи се пониски. Така килограм брашно чини околу 37 денари, а шеќерот околу 50 денари. Цената на млекото е 60 денари за литар, а на маслото за јадење околу 100 денари. Килограм пилешко се продава по цена од околу 270 денари, свинското нешто повеќе од 300 денари, а телешкото чини околу 600 денари за килограм. Во маркетите во Кочани зејтинот се продава од 130 до 140 денари за литар, брашното е веќе над 50 денари за килограм, шеќерот од 55 до 70 денари за килограм и го нема. Цените во маркетите во Чекор ги следат и оние на тезгите по зелените пазари и пилјарниците. Лутите везенки или решетки пиперки достигнаа цена од 100 денари за килограм, розевиот патлиџан од 60 до 80 денари, зелениот пипер 50 до 60 денари, ајварскиот 40 до 50 денари, компирите околу 40 денари за кило. Некогаш шеговитото прашање како македонецот заработува 300 евра, а троши 600, се чини допрва ќе биде актуелно, но не и шеговито, особено ако дојдат времења во кој ќе има пари, ама ќе нема што да се купи, или спротивно, ќе има се и се што, ама ќе нема пари да се купи.